Дали живеат помеѓу нас? Дали вистина живеат помеѓу нас, а се крие од обичните луѓе? И што ако живеат помеѓу нас вонземјани веќе долго време на земјата, а можеби живеат и премногу долго на земјата и да не се разликуваат премногу од нас луѓето? Скоро сите страшни приказни за вонземјаните можеби се само паметна пропаганда за луѓето да веруваат дека можниот контакт со вонземјани е стравичен и дека ќе биде пропаст за луѓето и земјата, само затоа што обичните луѓе не треба да ја знаат вистината. Не треба некој посебно објаснување дека во тлокав свемир постои живот, но на некои поединци и да им ги приложиш сите факти и докази, пак ќе рече дека во тлокав свемир постоиме само ние на земјата и сме единствените во свемирот. Тогаш како ќе се објаснат појавувањата на НЛО и тоа што толку брзо, така речено преку ноќ, технологијата стана толку напредна? Еве една споредба. Видете само пред 20 до 30 години каква технологија имавме и споредете сега каква паметна технологија имаме. Од каде им е таа технологија и кој им ја даде? Колку документирани случаи на обични луѓе кои имале средба со вонземјани и НЛО има? Тие се бројат во илјадници и после секој контакт на луѓето со вонземјани обавезно одма доаѓаат воени лица кои пробуваат прво со пари да ве замолчат и доколку тоа не им успее, тогаш преземаат премногу опасни и ригорозни мерки. Тоа е така бидејќи не сакаат да се знае правата вистина, дека повеќето вонземјани се добро намерни према нас луѓето и дека од нив сме ја добиле напредната технологија, а они тоа го кријат вешто, бидејќи од државните пари кажуваат дека инвестираат во напредна технологија, а во реалноста тоа е мал дел на пари што инвестираат, а големиот дел они го ставаат на нивни тајни сметки. Еве само неколку јавни објавени случаи на НЛО кои се достапни на интернет и секој може да провери. 20 септември 1961 година случај за киднапирање на Бети и Барни Хил, место Америка, Белите планини, Њу Хемшир, летачка чинија, сведоци двајца. 5 ноември 1975 година случај за киднапирање на Тревис Волтон, Америка, национална шума Апачи, Сид Гривис, летачка чинија, сведоци 7. 18 септември 1976 инцидент во Техеран, Иран, Техеран светлосна топка, сведоци 5. 26 декември 1980 до 28 декември 1980 инциденти во шумата Ренделшам, Вудбридж, Сафолк, триаголник, светлосна топка и диск, сведоци 5. 19 март 1986 година официјално НЛО ноќ во Бразил. Бразил, Рио де Жанеиро, регионот Сао Пауло, светлосна топка, сведоци 4. 17 ноември 1986 година лет 1628 на Japan Airlines за Соединетите Американски држави, Аљаска, 2 првоаголници и една сфера, сведоци 3. 29 ноември 1989 година до април 1990 година белгиски бран на НЛО Белгија низ целата земја, триаголник воглавно, сведоци повеќе од 10.000. 24 август 1990 година предметите на Грајфсвалд, Германија, Грајсвалдер Боден, светлосна топка, сведоци повеќе од 100. 16 септември 1994 година училишна средба на Ариел, Зимбабве, Рува. Имам направено видео за овој случај. Летачка чинија, 2 суштества, сведоци 62 деца и неколку возрастни. 13 март 1997 година светлата на Феникс, Америка, Феникс, Аризона, предмет во форма на В буквата латиница, сведоци повеќе од 100. 14.11.2004 инцидент на НЛО на УСС Нимиц во близина на брегот на Сан Диего, Калифорнија, Америка. Неколку пилоти од ескадрилата ВФА-41 кои летаа со Супер Хорнетс од УСС Нимиц беа упатени до УСС Принстон да пресретнат еден од неколкуте неидентификувани летачки објекти откриени од радарот,
Пилотите пријавиле визуална средба и снимиле инфрацрвено видео. Морнарицата потврди дека видеото е снимано од персоналот на морнарицата и изјави дека се уште не ја идентификувале природата на видувања кои тие ги класифицираа како необјаснети воздушни феномени. 2005 година борбени авиони полетале по непознат предмет Јасловске Бохунице, регионот Банска Бистрица, Словачка. Во 2005 година борбени авиони полетаа по непознат објект кој требаше да лета над нуклеарната централа Бохунце. Во тоа време два авиони забележале непознат објект како прелетува над централна Словачка. Имаше два летачки авиони, еден спротив друг, се разбира на различни висини. Одеднаш едниот ни кажа дека нешто што туку прелетало над пилотската кабина. Прашавме дали е авион, рече не личеше на авион, тоа е НЛО. 7.11.2006 година НЛО на меѓународниот аеродром Охаре, Чикаго, Илиноис, Америка. Вработените и пилотите на United Airlines тврдеа дека забележале летало во форма на чинија, неосветлено летало кое лебди над терминалот на аеродромот Чикаго Охаре пред да замине со брзо вертикално издигнување. 26.2008 НЛО видување во Велс и во други различни градови. Велс, Обединетото кралство. Според медиумите, полицискиот хеликоптер за малку ќе бил погоден од НЛО пред да се обиде да го гони. Стотици луѓе пријавиле дека виделе или биле сведоци на НЛО во истите или претходните денови од различни области на Велс. 25.1.2010 инцидентот на Харбор Мил, Њуфаундленд и Лабрадор, Канада пријавиле најмалку 3 НЛО кои личеа на проектили или попознати како тик-так или цигар, кои не испуштале бучава и биле забележани над Харбор Мил. 2.6.2014 до 10.3.2015 инциденти на НЛО на УСС Теодор Рузвелт, источниот брег на Америка, повеќекратни НЛО радарски визуелни средби на пилотите на американската морнарица во периодот од 9 месеци. Беа објавени видеа од две од средбите. Морнарицата потврди дека видеоснимките се снимени од персоналот на морнарицата. 21.2.2021 година НЛО над Ново Мексико, Клейтон, Америка. Според објавеното аудио, пилотот на надморска височина од 37.000 стапки пријавил дека видел долг цилиндричен објект кој речиси личел на тип на ствар за крстосувачки проектил, кој се движи на вистина брзо веднаш над нив. American Airlines потврди дека радиопреносот дошол од летот 2292 на FAA. Неколку дена подоцна изјави пилотот и пријавил дека видел објект над Ново Мексико кратко поплане по локално време во неделата на 21 февруари 2021 година. Еве и еден случај кој беше светски испратен скоро од сите медиуми и портали. Детскиот гений е прероден марсовец, испратен да не предупреди за нуклеарна апокалипса. На некој може и ќе им звучи научна фантастика, но реалноста е сосема подруга. Боришка Кипријановиќ покажа извонредно разбирање на научни и астрономски концепти и рече дека знае толку многу затоа што во претходниот живот живеел на Марс. Дете гений тврди дека е вонземјанин од Марс кој бил реинкарниран во човечка форма откако неговиот вид бил избришен во нуклеарен конфликт и тој сака да не предупреди за војната што не очекува. Боришка Кипријановиќ, кој сега има 26 години, ги збунува експертите откако дознаа за него во 2017 година, а сега видеото од неговите застрашувачки тврдења предизвика нова паника на интернет. Боришка рече дека бил пилот меѓу земјаните, дека отпатувал на земјата во 1996 година, а потоа се преродил како човечко дете и сака да не предупреди за престојната војна. Боришка, кој предпочита да го нарекуваат Индиго дете, рече дека има и други преживеани од неговата родна планета, кои избегнале апокалипсата градејќи за солништа. Боришка рече дека човечката раса има многу повеќе знаење за отклучување на мистериите, а клучот го држи големата свинга во Египет. Човечкиот живот ќе се промени кога ќе се отвори свингата, има механизам за отварање некаде зад увото, тврди Боришка. Неверојатните тврдења предизвикаа бескрајна дискусија на веб страниците. Тој ги опишува некои работи до детали кои може да ги знаат само експертите, а не дете од 12 години и помал, кога го прегледувале и испитувале да утврдат дали ја кажува вистината, и утврдено е дека дете на таа возраст не може да опишува такви работи до најситни детали.
Тој исто така кажува дека човечкиот живот ќе се промени кога ќе се отвори свингата и дека има механизам за отварање некаде за дувото, тврди Боришка. Тој рече дека неговите роднини се високи 7 метри и вдишуваат јаглерод диоксид, а многумина се бесмртни и престануваат да стареат на 35 години. Што мислите за тврдењата на Боришка и за тоа дали верувате дека можеби помеѓу нас живеат вонземјани, кои не можеме да ги разликуваме од нас? Дозволете ми да знам во коментарите какво мислење имате за вакви теми и доколку сакате на некоја тема видео, слободно пишете во коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.